Ви посакувам топло добре дојде на сите вас кои во моментот се наоѓате пред вашите ТВ екрани и со нетрпение очекувате да започне новото издание на емисијата Урбан Блок. А какви корисни содржини ние овој пат подготвивме за вас? Дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок за прв пат во годината резимираме најубавите моменти кои ги споделивме со вас изминатава година. Уживајте во новиот Урбан Блок. Почнуваме по рекламите. Во изминатава цела година споделувавме со вас најразлични совети од областа на здравјето, но и едукативни разговори со нашите соработници. Еве како изгледаше сето тоа. Биоинформатика. Можеби сте слушнале за овој термин, можеби се уште не. Но доколку сте од оние кои избегнуваат употреба на хемиски лекарства, тогаш можеби овој прилог е токму за вас. Алтернативна медицина или лекување со информација. Во продолжение од нашиот разговор со Центарот за биоинформатика Ревит, дознавате повеќе за оваа тема. Биоинформатиката е наука која што е се смета дека е релативно млада, меѓутоа се работи многу одамна на неа. Ние се занимаваме со еден дел од таа наука, примената биоинформатика. Тоа што значи? Таа се занимава со проучување на меѓуклеточниот програмски јазик, односно информацијски процеси во биолошки системи. Накратко тоа како би го објаснила, самото тело го гледаме исто како хардвер и софтвер. Таа комуникација што се одвива помеѓу нашите органи и клетки, всушност е баш таа која што е одговорна за да се случи еден нормален физиолошки процес. Кога ќе настане проблем во комуникација помеѓу клетките, тогаш настанува и некоја заболување, односно дисфункција, не мора секогаш да е некоја болест. Оваа наука ни дава многу големи можности, затоа што кај нас во нашиот центар веќе го познаваме меѓуклеточниот програмски јазик, што ни дава можност, откако ќе направиме функционална дијагностика во центарот, да дадеме точни, прецизни инструкции преку незиниот меѓуклеточен јазик, со што ги потсетуваме органите и клетките како да се вратат во нормална функција. Каква дијагностика се поставува во овој центар? Одговорот го имаме во продолжение. Дијагностиката кај нас е нешто што се користи многу години во медицинска пракса. Всушност го мериме истиот тој мембрански потенцијал кој што се мери со ЕКГ и со ЕЕГ апаратот. Преку добиените вредности, многу прецизно ја гледаме функцијата на секој орган, односно еден ранг ни покажува дали тој орган има нормална функција, ако се пониски вредностите покажува дека имаме послаба функција или дека некаде веќе постои некој воспалителен процес. Со дијагностиката, која што ни дава доста прецизен увид во тоа што се случува, гледаме дали одредени слабости предизвикуваат некакви симптоми, како што е, например, уморот. Уморот не е заболување кое што може да се измери во генерално било каде, или оној слаб имун систем, или несоницата, или преоптеретен нервен систем, недостаток на фокус, концентрација, меморија, недостаток на желба, ентузијазам. Сите тие состојби кај нас доста прецизно ги гледаме и гледаме точно комплетно како еден жив организам функционира, што му недостасува за да биде тоа идеално. И после таква дијагностика, кога веќе ќе видиме причината за многу отстапки и проблеми, веќе е многу полесно да се реши некој проблем кој што претходно немал ниту дијагноза на некој начин. Алергиите се имунолошки одговор на одредени супстанции во организмот. Кога имунолошкиот систем ќе препознае алерген, тој предизвикува свој одговор, односно своја реакција, при што се излачуваат хемикалии како што е хистамин, предизвикувајќи симптоми на алергија. За тоа што е алергија, во продолжение разговараме со нашите стручни соработници од биоинформатика. За жал периодот во кој што полека влегуваме и надоаѓа, ќе биде со изобилство на сите овие нарушувања. Така да алергиите се нарушувања кои што често ги среќаваме во секоја возрастна структура од најмалите па и до највозрастните, независно дали зборуваме за инхалаторни нутритивни алергии, кои што посебно инхалаторните, она што сезонски се јавува во овој период, значи ќе ги имаме во изобилство. Алергиите се реакција на телото каде што реагира на одредени предизвикувачи, така наречени алергени од средината во која што сме, и на тој начин телото реагира побурно од она што нормално би требало да биде.
И сега ваква една состојба нормално дека делува на целата општа состојба на и функционирањето на секој поединец како таков. Куркумата често се нарекува кралица на зачините, поради своите бенефити на здравјето и на човековиот организам. Се верува дека со редовно конзумирање, најчесто во исхраната и во пијалоците, влијае антивоспалително. Има позитивно дејство на зглобовите, се користи и како лек за простата, за висок притисок, а куркумата се користи дури и за третман на канцер. За депресија се користи за имунитет, за подобрување на состојбата на кожата, но и за слабење. За тоа што е куркумата, зашто е добра и како се користи куркумата како лек, ни откриваат повеќе нашите стручни соработници од Natural Vita Plus. Во продолжение, одговорите ги има Снежана Тренчева. Куркумата е еден од најдобрите зачини, кој што во последните децении научниците многу ја истражуваат затоа што има многу бенефити. Иако содржи над 200 активни супстанции кои што придонесуваат за нашето здравје, една од најважните супстанција која што содржи внатре е куркуминот. Значи, она придонесува многу за за подобрување на нашата здравствена состојба, пред се, значи, за намалување на воспалителните процеси, но не само тоа, она е убава и за кожата, убава и за срцето, убава и за кардиоваскуларниот систем. Корисна е да се користи за детокс, потоа е корисна да се користи кај луѓето кои што страдаат од некои други похронични заболувања, како и во последно време се користи кај лицата кои што боледуваат од карцином. Веќе добро ни е познато дека куркумата има антивоспалително дејство. Дали е ефикасна и во регулирањето на хроничните и акутните воспалителни процеси? Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Natural Vita Plus во продолжение. Многу големи прашања има во врска со куркумата, на кој начин да се користи, дали да се користи во зачин, значи во самата исхрана која што ја внесуваме, дали при готвењето, дали да ја користиме во течна, дали да ја користиме во капсула, дали да ја користиме во прав. Значи, пред се најважното е нешто кога ја земаме куркумата за едноставно да го подобриме вкусот на нашата храна, може слободно да ја додадеме во зачин со додаток на пиперидин. Доколку ја користиме за одредена здравствена состојба, најважно е пред се да ја знаеме концентрацијата на самата куркума што се содржи во тој суплемент. Затоа што има многу различни суплементи кои што се во зависност од тоа дали е во течна или во капсуларна состојба, дали содржи турмерик, дали содржи С комплекс на куркума, дали содржи чиста куркума, која милиграми ги содржи внатре и за каква здравствена состојба. Се е тоа индивидуално и многу зависи од она што сака самиот клиент да постигне кај него и доколку има некоја хронична болест, како да го подобриме неговото здравје. CBD или маслото од канабис е маслен екстракт од растението канабис или коноп, што е едногодишно тревесто растение. Маслениот екстракт е со докажано отсуство на пестициди и хербициди на производот. Екстракцијата се изведува на ниска температура без употреба на органски растворувачи, што обезбедува највисок квалитет на маслениот екстракт. Веројатно многу пати сте слушнале зашто се може да се употреби маслото од канабис. А овој пат ние и поконкретно зборуваме на оваа тема со нашите стручни соработници од аптека ДНА Анифарм. Како фармацевти, многу често сме во идеална позиција да одговориме на најчесто поставуваните прашања од страна на пациентите, кога станува збор за производите што во свој состав содржат CBD, односно поточно канабидиол добиен од канабисот. Годините наназад постојат разни научни студии и истражувања каде што го потврдуваат медицинското делување и оправданата употреба на канабидиол во медицински цели. Меѓутоа, што е она кое што многу често се поставува како прашање од страна на пациентите? Кога, како, колку долго треба овие производи да се користат и дефинитивно тука фармацевтите сме во идеална позиција да одговориме на сите овие прашања. Се соочуваме со честа полифармација, на секое мое гостување споминувам дека токму таа полифармација може да направи поголеми проблеми кај пациентите и дефинитивно мораме секогаш кога ги издаваме одредени додатоци во исхрана или гранични производи, како што е конкретно и производите што содржат CBD, да ги прашаме пациентите што друго земат во својата терапија и доколку земат одредени лекови или додатоци во исхрана да направиме правилен менеджмент и
препорака. Зошто е тоа неопходно? Заради тоа што секогаш можат одредени додатоци во исхрана и лекови меѓу себе да интерагираат и да доведат до одредени несакани ефекти и интеракции. Затоа препаратите кои што содржат CBD се чисто природни препарати, ги има во различни облици. Она што е важно дека најчесто користени се маслените раствори во кои што концентрацијата на активната супстанца е различна. Меѓутоа, не само од активната супстанца, многу зависи ефектот и дозата зошто се применува тој препарат и тука имаме повторно еден вид на индивидуално прилагодување. Маслените производи, рековме дека се регистрирани како гранични производи и тие во својот состав не сме да содржат според законската регулатива повеќе од 0,2% на THC, кој што го има во основа психотропно делување, и она кое што го потенцира ефектот на канабидиолот е неговото антиинфламаторно, аналгетско, антиепилептично и имуномодулаторно делување. Заради тоа многу често кога пациентите имаат одредени воспалителни процеси, како што се артритис, остеоартритис, реума или реуматиден артритис, доколку имаат одредени други воспалителни процеси, па дури воспалителни процеси на кожата, како што се псориаза, екзема, тука се дури јакните, овие производи се идеални за користење. Ве советувавме исто така и како соодветно да се грижите и да го задржите младешкиот изглед на себе. Еве како изгледаше сето тоа. Бемки, понекогаш украс и карактеристика на нашиот лик, понекогаш предупредување за можеби сериозна болест. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Dermaplus. За почеток, колку често треба да се прегледуваат бемките? Одговорот го има доктор Тихомир Цвитковиќ во продолжение. Ова прашање од секоја година за година се поактуелно прашање. Ми е драго што народот ете така нашата општа популација се повеќе и се буди свеста за проверка на бемките, пошто сваќаат дека карциномот на кожа не е мала шала. Генерално земено, значи не ги зимаме во предвид сите тие патолошки моменти, тумори, карциноми, некое општо правило за општа проверка на бемките изнесува еднаш годишно. Значи не треба да се гледаме обавезно еднаш годишно, по индикација на докторот може би повеќе пати, но во тој еден пат годишно вршиме цела контрола на сите бемки на тело доле до горе. После тој преглед, ако нешто се установи дека треба детално да се следи, го викаме пациентот после 3 до 6 месеци или зависи, нели, меѓутоа таа проверка е страшно многу битна, а е страшно многу едноставна за правење. Речиси секој од нас има по некоја бемка на лицето и телото. Но што е она што треба да не загрижи? Кои се оние промени на бемките кои треба да алармираат дека треба да побараме стручна совет? Постојат системи или методи на самоевалуација кои што во текот на таа годишна контрола ние ги едуцираме нашите пациенти. Постои еден метод кој што веќе со години етаблирани се користи, тоа е ABCD методот, кој што секоја буква означува еден параметар на самата бемка. А е плоштина, Б е граница, С е боја, Д е диаметар и Е еволуција. Значи, еволуција се мисли како се менува или дали воопшто се менува бемката низ месеците и годините. Преку таа само евалуација пациентите треба да добијат една груба представа за својата бемка, дали таа некако се менува, некако го губи оној стар облик, добива нов. И тоа е веќе алатка сами да се диагностицираат, што е со помош на интернет или GPT, туку да побараат помош од дерматолог, да побараат помош од лекар. Тогаш, само во таа инстанца, кога имаме некаква промена, ние сме должни да малце подлабен, подетално испитаме, веќе тука мериме димензии, споредуваме со датабаза од стари претходни слики, така. Меѓутоа, тие методи се секако методи кои што еден пациент треба да ги прави со цел за да си има еден тек, една самоевалуација. Грижата за себе не е само тренд на модерното време, туку и норма. Домашната нега, козметичките третмани, па дури и пластичната хирургија станаат дел од секојдневниот живот. Сепак, повеќето луѓе се фокусираат на видливите делови од телото, лицето и фигурата, што се покажува на плажа.
додека често ги занемаруваат областите кои непогрешливо ја откриваат возраста. Еве кои делови на телото прво стареат. Вратот и деколтето. Ниту една дама, дури ни оние со сите ресурси на светот, не можеа целосно да ги победат времињата, кога се во прашање вратот и деколтето. Моника Белучи и Камерон Диас се примери за тоа. Иако се икони на убавината, токму овие регии ја откриваат нивната возраст. Се што е поврзано со вратот и деколтето е полесно да се спречи отколку подоцна да се подмлади и да се врати во првобитната состојба. Хируршките методи можат да го поправат само пределот на Адамовото јаболко, додека долниот дел на вратот и деколтето остануваат предизвик. За оние кои сакаат да ги отстранат опуштените хоризонтални брчки, изразените вертикални линии или двојната брада, модерната естетска хирургија нуди платимопластика, процедура во која мускулите на вратот се затегнуваат и се спојуваат. Постојат различни видови на оваа операција, но сите варијанти ги решаваат само проблемите на горниот дел од вратот. Започнете да се грижите за вратот и деколтето, пред да се појави потреба од естетски зафати. Во овие регии има многу малку подкожно масно ткиво, а поради постојаното движење и изложување на сонце, процесот на старење е побрз. Неопходна е заштита од ултравиолетови зраци. Задолжителни се капите и креми со заштитен фактор, како и кремите за секојдневно чистење, навлажнување и негување на кожата. По 30-та година, кожата на вратот треба дополнително да се негува со третмани како што се биоревитализација, плазмолифтинг и лазерски третмани, кои го поттикнуваат обновувањето на ткивото. Липолифтингот може да биде користен, но во умерени количини. Одржувањето на здравјето во текот на целата година бара доследност, редовно вежбање и балансирана исхрана. Но кога ќе пристигне летната жега, и самото стоење е исто толку напорно како кардиотренингот. Потта се зголемува, енергијата опаѓа, па како да останете активни. Иако звучи предизвикувачки, летото е всушност совршено време да ја започнете вашата фитнес рутина. Особено ако вашата цел е да ослабнете, а најдобар летен сојузник – пливањето. Тоа е идеална летна фитнес активност, освежува, согорува калории и не ги оптеретува зглобовите. Еден час во базен согорува речиси исти калории како и трчањето, но без ризик за вашите колена и зглобови. Покрај тоа, пливањето ја зајакнува издржливоста, ја подобрува функцијата на срцето и целокупното кардиоваскуларно здравје. Значи, ако барате начин да останете во форма и да се разладите, ајде да одиме на базен. Вашето тело и ум ќе ви бидат благодарни. А кои се здравствените придобивки од пливањето? Пливањето е навистина најдобриот начин да бидете активни ова лето. Тоа не е само најдобрата вежба за здравјето, туку и најбезбедна и не го оптоварува вашето тело. Дури и луѓе со артритис и повреди можат да почнат да пливаат. Затоа се препорачува да се зачлените во пливачки клуб во близина на вашето место ова лето и прво да ја научите правилната техника на изведување на оваа вежба. Пливањето работи на цело тело, од глава до пети. Оваа аеробна вежба го зголемува срцевиот ритам без стрес. Покрај тоа, ги тонира мускулите и гради сила и издржливост. Можете да ги користите различните потези за да додадете разновидност на вашиот тренинг за пливање и да тренирате различни мускулни групи. Пливањето го подобрува вашето кардиоваскуларно здравје, со зајакнување на срцето и белите дробови. Според студија објавена во Центрите за контрола и превенција на болести во Америка, луѓето кои активно пливаат имаат за половина помалку шанси за смрт од несреќа, отколку оние кои не пливаат. Абе водевме и на кратки видео прошетки на дестинации кои можеби никогаш сте ги немале посетено. Антички живеалишта, цркви вкопани во Карпите и многу други работи кои ни укажуваат за лошиот живот и маргинализацијата на жителите во минатото. Но денес Матера е град кој се откопува себе си со фокусирање на квалитетен туризам. Со многу античко потекло кое датира од палеолитската ера, градот Матера ја препознал својата уникатност дури во 1993 година, кога станал и светско наследство на УНЕСКО. Познат во целиот свет по камењата од Матере. Тој е уникатен и волшебен, архитектонски и натуралистички спектакл кој ги остава посетителите без див. Во 2019 година Матера ја доби титулата Европска престолнина на културата, а со проектот Матера 2019 станува се повеќе меѓународен и добредојден.
Затоа градот на камењата доживува нова ера со одлучно фокусирање на туризмот и организирање низа поврзани услуги. Матера се смета за вистински музеј на отворено. Прекрасно преплетување на многу тесни улички кои водат до живеалишта врежани во карпите, антички пештерски цркви, уметнички галерии, стратешки точки од кои можете да се восхитувате на панорамата, подземните цистерни и музеите кои што може да се потопите во минатото, како и очигледно и вкусна локална кујна. Град со само 35 дождливи денови во годината. Крие изобилство на историја, прекрасен замок, прекрасни плажи и долго шеталиште. А има и фантастична храна и фини вина. Првото нешто што ќе ве воодушеви во овој живописен град се прекрасните главно песочни плажи. Европската унија на повеќето од нив им ги додели така наречените сини знамиња, што значи дека ги исполнуваат високите стандарди во однос на заштитата на животната средина, чистотата на морето, безбедноста и услугите за посетителите. Сан Хуан, Алмадраба, Ла Буферета, Постиге, Саладарес, Урбанова. Секој од нив ве остава без див. А доколку одите на одмор со вашето домашно милениче, не грижете се. Имено од јуни 2016 година има и одлично опремена плажа за кучиња во Агуамарга. А веднаш спроти Аликанте е Табарка, единствениот населен остров во Валенсија. Незините брегови беа прибежиште на берберските пирати во минатото. А од 1986 година тие се дел од заштитениот морски резерват, прв од ваков вид во Шпанија. Медитеранската крзнена фока успешно се размножува во морето околу Табарка, но се предпоставува дека за жал таму починала во 1960-тите години. Со цел да се зачува изголеми морскиот биодиверзитет на ова магично место, властите создадоа вештачки гребен во близина на островот. Колку е цврста и издржлива градбата без малтар. Навидум доста цврста, како што ќе видиме ако го посетиме италијанскиот град Алберобело. Алберобело е необичен и живописен град, сместен на два рида во јужна Италија, 45 километри јужно од Бари. Во него камени куќи од бајките од 14 век се распоредени во два градски квартови. Куќите со куполни покриви се нарекуваат трули и тие се изградени од неправилни варовнички камења, без употреба на гипс. Градот Алберобело има околу 1500 вакви куќи и е единственото такво место во светот. Низ целиот регион околу Алберобело можете да забележите трули, а наједноставните форми се користат како колиби во маслинови градини. Нивните ѕидови се доста дебели, што ја прави конструкцијата стабилна и ја одржува внатрешната температура. На некои покриви има символи со религиозно и суеверно значење. На врвот на сите покриви има шилец, чија декорација била статусен символ на местото. Алберобело порано било место каде што сите жители морале да живеат во трули. Имено локалните феудалци ги преместувале селаните работници во оваа област за да ги сечат шумите и да ја обработуваат земјата. За да го заобиколат законот и да избегнат плаќање даноци, за феудалците било важно Алберобело да не се смета за населено место. Затоа до 1797 година, кога Алберобело добил статус на град, неговите жители морале да живеат во овие живеалишта, кои морале брзо да се расклопат доколку е потребно. Името Алберобело се преведува како прекрасни дрвја. Според легендата, тука во минатото имало дабова шума. Денес некои куќи се дом на продавници за сувенири, музеи и ресторани. Некои се изнајмуваат како станови, дури и со базен во дворот, што е одличен бонус ако патуваме со деца. Додека во некои што се уште се населени денес може да се влезе и да се видат однатре. Со ова го заокружуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат уживавте во изборот на содржини. Бидете тука и следната недела кога повторно се гледаме на исто место во исто време. Но до тогаш не заборавајте да бидете урбани.